денешната култура посветена на оваа наша позната писателка Оливера Ќорвезировска. Верувам дама чии што дела се наоѓаат во вашите домашни библиотеки кои што ги читате, затоа што на некој начин тоа ни се провлекува низ целата емисија овој петок за зачувување на македонската традиција или на македонскиот домашен, односно мајчин јазик кој што навистина сите ние треба да го негуваме и сакаме. Па така некако во насока на тоа колку е важно и младите, а и возрастните, генерално сите, да влијаеме на тоа едно заедништво во нашата земја за зачувување или пренесување на некогашните работи или традицијата на овие денешни генерации, а тоа пак да го прават денешните генерации на идните кои што допрва доаѓаат. Сето тоа влијае за зачувување на македонскиот менталитет, на македонската долга традиција, на фолклорот и бројните работи кои што се провлекуваат низ целото тоа богато творештво. Ова го зборувам во насока на она што ќе имате можност да го погледнете и во следните некои 25 отприлика минути. Една убава дружба во катчето на младиот Дамјан Ристовски во центарот на Скопје, еден простор кој што најмногу туристите, вели тој, застануваат да го погледнат и доживеат, но верувам дека секој оној кој што би влегол внатре ќе се препознае во многу наврати или ќе препознае нешто од традицијата или работите кои што вашите баби или дедовци или претходни поколенија ви ги зборувале и раскажувале. Ова младо момче е колекционер на народни носи, но е вистински влюбеник во македонската традиција и во македонскиот фолклор, пак има можност да ви раскаже на вистина за многу интересни работи кои што буквално го преокупираат неговото секојдневие. Ве носиме во неговата работилница, а традицијата ја гледаме буквално низ призмата на младиот Дамјан Ристовски во следните минути. Во оваа денешна приказна ќе ве однесеме во светот на народните носи, во светот на фолклорот и нашата традиција која што со многу генерации е пренесувана. И се радуваме што се уште постојат млади луѓе кај нас кои што ја љубат и ја негуваат убавата македонска традиција и фолклорот. Токму една таква инспиративна приказна носи целиот овој простор каде што се наоѓам јас и нашата екипа на Утринска на Телма, и се надевам дека во следниот разговор ќе уживате и вие исто како што уживам и јас, а ви ќе уживам носејќи ја оваа преубава марама која што мене ме потсетува на баба ми и ми буди некои убави спомени од детството, па се надевам дека и Дамјан во следниот разговор ќе пробуди нешто убаво кај вас, нешто што ве потсетува на вашето детство или на конекцијата или поврзаноста која што сите ние ја имаме со традицијата и фолклорот. Дамјан, добре ти дојдовме, така ќе кажам сега. Така. Добро утро и добро дојдовте и вие. Да. Ке може да започнеме со твојата љубов кон сето ова, затоа што навистина е реткост во денешно време млади луѓе кои што сакаат најчесто да се занимаваат со некои други професии кои што некогаш беа професии од иднината, сега се веќе од сегашност и реалноста. Ти некако времето, животот го посветуваш на фолклорот и на традицијата. Кој е задолжен за сето ова? Дали корените од баба и сето она што во твоето детство си го правил се заслужни за она што си денес? Па искрено можам да кажам дека најголемата улога во се ова игра моето семејство, односно мојата баба и моите соседки со кои што јас растев како дете. Буквално беше неизбежно да го истрасирам јас овој пат кој што денеска го чекорам, и можам да кажам дека најголемата поддршка во животот била мојата баба и моето семејство кои што секој пат ме помагале. На почетокот искрено не ме помагаа многу, пошто им беше чудно на се она што јас го барам и сакам да го работам, меѓутоа со тек на време стана најголеми мои поддржувачи и помагатели, буквално.
кога видоа дека навистина си сериозен во намерата. Сара е твојата партнерка, таа за жал од оправдани причини денеска не е тука со нас, но вие двајцата веќе успешно некој известен период или неколку години го имате ова катче каде што можете да творите. Што се создава тука, Дамјан? Па тука се создаваат искрено многу работи, многу приказни, односно еден предмет од народна носија. Ние исклучиво работиме ткаење на стар начин, буквално на еден стар оригинален разбој, на еден разбој кој е изработен специјално за нашиот дуќан. Тука се работи ткаење по најстарите принципи, односно од сновење, воведување, ткаење и готов производ. Значи буквално од еден конец како што ние го гледаме, добиваме еден готов производ како што е скутина или престилка, појас, материјал или платно за елеци, кои што подоцна се шијат, нели се кројат и се шијат. Така да ние ги работиме тие три сегменти од народните носии. И при тоа веќе еве за година и неколку месеци колку што постои ова катче, успеавме да работиме и за неколку модни дизајнери кои што ги преточија нивните креации буквално со традиционален сегмент од каењето. Буквално ткаевме за нив и туку успеавме да го вклопиме традиционалниот со модерниот начин и да биде една преубава креација. Една многу убава модна приказна, инспирирана од македонскиот фолклор. Што тука од оваа позадина што ја имаме е изработено со ткање? Па тука скоро буквално се изработено материјалот за машкото кепе е изработен од клашна, која што исто се ткае четворно. Ова скутина која што работевме по порачка за едно мијачко село, односно селото Битуше, и е ткаена од волна, исклучиво целата е волнена. Килимот кој што е позади послан исто така ткаен. Материјалот за елекот, тоа е стар килим. Да. Буквално се е тука рачна изработка, не може да кажам дека нешто е нели ново и модерно. Дали е ткаено, плетено, везено, буквално се си имаме застапено во дуќанот. Дамјан, кое е парчето кое што ти лично го имаш изработено, а ти одземало најдолг временски период си го ткаел? Па искрено беше нарачка и се работеше за основа памук, а внатре, значи, утакот тоа што влегува во основата беше коноп. И го работевме можеби 3 недели, буквално беше долго 4,5 метри на 80. Две такви парчиња мораше да изработиме и беа за потребите на еден сликар кој што подоцна црташе врз самиот материјал, врз конопот и памукот мешано и се доби една преубава слика. Во ова катче на Дамјан и на Сара ќе најдете буквално се што е потребно за да се потсетиме на тој некогашен период од пред многу години. Јас успев да најдам еден прекрасен накид, едно преубаво ланче, ама Дамјан ќе ни објасни зашто станува збор. Што носам, Дамјан? Па тоа е ланче од скопска блатија, односно порано невестите биле така китени со пари, или за да бидат побогати и поукрасени. Како е изработено? Изработено е од волнен конец кој се плете четворно, односно имаме две црвени и две црни парчиња кои што се прекрстуваат и се добива оваа форма, како да бидат буквално како стрелки и сите си се точно две црвени и две црни. И после тоа накнадно ги пришиваме паричките кои што нели во старо време биле сребрени, турски пари. А сега користиме нови лири кои што се купечки. Добро. Има интереси за вакви работи? Да. Да, навистина изгледа многу интересно. Инаку незалудно дојдовме во овој дел од нивниот простор, затоа што тука се наоѓа стариот разбој. Така, ти ни напомена дека во моментов имате и стара и понова верзија, но интересно е за оваа верзија приказната која што ја носи истата. Од каде овој разбој се најде тука, колку години е стар, каква е приказната поврзана со него? Така, јас на почетокот кога се учев да ткаам и почетоците мои на Сара заеднички, тука имавме проблем бидејќи не можевме да најдеме оригинален стар разбој за да буквално да почнеме да ткаеме. Него се тоа беа исковани разбои некои што ги правевме за да биде оспособен за да може да се ткае на него.
меѓутоа случајно кога одев од комшика до комшика да барам разбој и случајно кај една успеавме да најдеме разбој. И тогаш таа ми кажа дека овој разбој изработен специјално за нејзе, изработен 1970 година, за таа кога се омажила Да има што да да работи. има што да работи И каде да буквално, работи. да. Бидејќи немала од својата свекрва разбој и незиниот брат ја изработил, бидејќи бил тишлер и направил разбој. Ова е во одлична состојба, така? Да, Функционален. да, функционира, да. Иако делува така древно како од времето од кога е создаден, ќе ни објасниш кои се деловите, кои се функционалните моменти на разбојот, како функционира, иако споменавме што ова е на Сара разбојот. Да. Нема да чепкаме тука ништо за Сара, бидејќи таа има почнато да си работи, но што таа во моментов во каков процес е? Да, моментално така е фута, односно тоа е долга, да кажем, плисирана сукња, која што е долга 4 метри, после тоа горе се подрабува и се шие една врвка внатре, која што ние нарекуваме учкур, така се вика врвката, и се набира целата фута и доаѓа како плисирана сукња. Да, деловите на разбојот не се многу, не се ни малку. Прво е поделен на две страници, односно десната и левата страна, тоа се овие две греди кои што ги гледаме од страниците. Потоа има задно и предно кросно, тоа е задното кросно кој има мал процеп на него, а ова е предното кросно кое што е скроз отворено, значи буквално од двете страни има процеп, каде што се протнува искаениот материјал и почнува да се мота на него. Потоа ги имаме нитите. Ова се нитите позади. Нити се овие конците, да, белите, кои што влегуваат внатре, основата влегува низ нив. Нитите ги држат шкрипци, односно тие испуштаат буквално таков звук како да шкрипи и затоа се наречени шкрипци. А која е нивната функција? Нивната функција е да ги движат нитите. Кога ќе згазиме доле на подношките, имаме две подношки, кога ќе згазиме на нив и тие буквално ги држат нитите, односно го лизгаат конецот. Тоа е функцијата на шкрипците. После тоа имаме брдо, ова е брдо, кое што е во внатрешноста. И брдото инаку ја определува ширината на тоа што ќе го ткаеме и густината, колку ќе има прорад меѓу самите конци. И секоја брдо има различна ширина, има брдо за платно, брдо за амболи, брдо за појаси, брдо за скутини, секој е различно, по милиметар се распределени. А во поглед на тешкотијата, што е потешко, што е поедноставно да се прави? Па колку е поситно, например, платното е најтешко. Помучното платно да се искае е најтешко, бидејќи највеќе има се снове, тоа е 40 cm широко, а долго може да биде до 20 и повеќе. Тоа е совелка. Во совелката служи вака. Совелката е дрво и буквално се изрезбано и се пушта конецот кој што ние тука треба да го се става овој дел тука, се прицврстува со горниот дел за да не испадне и служи кога ќе се отвори зевот внатре за да влезе во средина. Буквално тука се отвара зевот со помош на нитите и со помош на подношките доле и така всушност поминува конецот внатре цело време. Дамјан, ова е новиот разбој, ќе ни кажеш колку е нов и колку се разликува нели од старата верзија. Така, па овој разбој изработен минатата година, односно 2024 и за потребите буквално како што кажав за нашиот дуќан, бидејќи е помал, попрактичен, повисок за разлика од стариот разбој. И тука ги имаме малку поинакво, мислам повеќе делови имаме тука, за разлика од стариот. Ти работиш на овој? Да, јас се работам на овој и се ткаат се моментално скутини од Гевгели, односно од етнички предел Бојмија. Ова се специфично за таа скутина? Па специфично е што е многу, мислам, потешка е за изработка, бидејќи ова се работи на прсти, односно на прсти се редат конците и секој има каде почнува и каде завршува конецот, буквално стануваат. Тоа при самата работа се гледат бидејќи не оди внатре целото, туку се извадени како парчиња и се бројат жиците. По 4, 3, 4, 8, зависи колку треба да биде ширината на се тоа. И оваа скутина, една ваква скутина се ткае 20 сати. Добро, ти до каде си? Оваа е готова. А сега ткаме малку поедноставна со еден само орнамент, односно само со долниот и најгоре ќе шараме попросто. Ова е невестинска скутина и буквално е целата преубава, за разлика од овие секојдневните кои што имаат само еден мотив и нагоре се едноставно.
Кои се останатите делови кои што можеш да ни ги презентираш, а се интересни? Сега тука е малку по-модерен и по-практичен, односно сега тука ги немаме затезалките и сите тие работи, него самиот разбој си има од страните место каде што си се затегнува и назад и напред. Исто имаме основа, имаме нити, сега таму имавме 2 нити, тука имаме 4 нити, односно 4 вакви. Тука се дрвени, таму ако се конци и тука ја ги кончињата и се придржани од основата, односно како на рамка се ставени. И тука е многу интересно што ова е метално брдо кое што исто така има различни величини. Додека на стариот разбој беше од дрен дрво, односно правени се од делкани од дрен и да биде јако. Да кога ќе удри да биде цврсто. А тука се веќе метални и ова се на брдилата кои што го држат брдото. Дамјан, има ли, верувам дека бројни посетители доаѓаат секојдневно меѓу нив и секако и туристи, но верувам дека има и млади луѓе. Дали покажуваат интерес да пробаат, да видат како изгледа да се ткае? Да, искрено има интерес. Ние веќе за оваа година, за 2025 обучивме 2 девојчиња. Едната беше од Франција, од Лион, која што беше 3 месеци на обука преку Еразмус, а другата на своја иницијатива од Лондон, која што студира моден дизајн во Лондон и е по потекло од Балканот, односно Србија и Хрватска, и беше фасцинирана да научи како се ткае, за да може да си ги премени техниките на ткењето подоцна во незините модни креации или да употребува парчиња кои што она ќе ги искае за новите креации. Дамјан, ти си меѓу другото и колекционер на народни носи. Ќе ни кажеш колку брои твојата колекција досега? Па искрено бројките варира, меѓутоа сега моментално негде околу 90 комплети и неколку во фаза на комплетирање. Тие претпоставувам не се сите тука донесени и изложени, но имаме 2 кои што велиш дека се навистина раритетни. Што е она што ги прави толку посебни овие 2 кои што во моментов ги гледаме и ќе ни ги презентираш? Така, двете искрено сега носи што ги гледаме моментално не се на денешна територија на Македонија, односно едната е леринско, кој е денес во денешна Грција, а другата е од Гора, односно делот во Косово денешно. Ова е женска носија за млада жена и е составена од неколку основни елементи кои што треба да ги содржи, односно од кошула која што е од свила. Многу интересно што кај горанките, односно кај жените во Гора се носат и ногајце, односно е овој долниот дел, каде што под кошулата има буквално како гати сушиено и на нив висат ногавиците кои што се исто така ткаени, ова е ткаено со срма. Одвнатре се поставени, еве поставата и делот каде што се преклопува ткењето и после тоа се накнадно докитувани со монистра и со лъски, за да даваат посебен белек на самата носи, кога се носат се буквално како панталони, бидејќи се така расечени, многу убаво доаѓаат до израз. Потоа, како што кажав, е кошулата. Ова се нарекува антерија. Антеријата е богато изработена на ракавите, таа е со ракави, а овој материјал го носеле уште на времето од Стамбул, односно од Истанбул. Изработен исто така со срмен конец. Врз антеријата се запашува скутача, односно ова е ткаена е памучна скутачата со срма. Има богати краеви и многу е карактеристично кај нив што не се носи во предниот дел, туку се носи од левиот преден дел, буквално целосно позади, до левиот колк позади. И може да, кога завртиме странично, овој дел доаѓа ослободен од антеријата, а еве скутачата од позади буквално се носи како преклопена од едната десната страна е целосно ставена. Има тоа некое значење? Па најверојатно имаат, искрено не го знам значењето, меѓутоа сигурно има. И сигурно има зошто се носи толку. Кои се останатите? Навистина делува грациозно. Да. Богато. Има колсус, односно елек. Тоа е по локална терминологија, односно они така го нарекуваат колсус, кој исто така изработен од срмени гајтани со срмена жица или со срмен тел и чорапи. Овие се моментално тука изложени детски чорапи кои што ги дарувале за дар, а од самата носија чорапите не се моментално тука и има марама која што е богато извезена вака во задниот дел кој што доаѓа на тилот, извезена исто така со лъски. И еве да видите колсусот како изгледа од позади. Буквално е преубав
срамен елек со некоја нивна муслиманска, да кажам, орнаментика применета во самиот елек или колсус. Каде ја набави или како успеа да стигнеш до оваа носија? По ова ми е многу драг подарок од еден мој пријател кој исто така горанец, само он од македонските села од Урвичи и Ловјане над Тетово, и тој ми ја поклони бидејќи тој собира само муслимански народни носии. Што е со другата, какви делови или од кој период е, од каде потекнува и какви се делови има на истата? Така, па тоа е носија за млада жена, односно од селата Бач, Живојно, кои што се неколку на денешна територија на Македонија, повеќето се во Лерин, односно во Грција, и составена од кошула, антерија, односно елекот, појас и скутина, кој што одвојува веќе гравитира кон, да кажам, кон јужномакедонскиот тип на носи. Кошулата ќе ја снимиме, во задниот дел има преубав богат вес. Ова е кошулата која што реков дека е богато орнаментирана. Овие се стари орнаменти, односно орјани поли, така се викаат тие поли. И е ткаена памучно, а везена е целата со волнен конец. Еве од лицето, еве од опачината. Поинаку се везе, не се добиваат истите форми. Се тука е везена со полнеш и со крстиња. Тоа се везбените орнаменти и од страната исто така, на делот што паѓа бочно од носијата. Дамјан, дали е тешко во денешно време да се стигне до сите материјали за да се изработи една народна носија, дали се понедостапни или напротив? Искрено, во нашата држава за жал и нема волна, односно нема од каде ние да набавиме волна, па волната мора да ја купуваме во Србија, односно во соседните земји, Србија и Бугарија. Тие се многу, за жал да кажам дека се многу понапредни во начинот за зачувување на традиционалното ткање, на народните носи, на изработката на елементите за народните носи, се на многу повисок степен за жал од нас. Ние самите сме си некако пасивни, мирни и очекуваме дека некој друг ќе ни го заштити тоа што е наше. Меѓутоа, еве, ние сме за тоа тука, да буквално да им покажеме дека се уште е живот ткањето во Македонија и дека за жал, ние сме единствен дуќе во Македонија каде што активно се работат деловите за народни носи и се ткаат на стар начин. Има уште едно место, односно во македонско село од скоро, од како го отворија, има ткајачка работилница, меѓутоа таму се ткаат поинакви работи, не се ткаат делови од народни носи. И со гордост кажувам дека буквално ние презедовме еден многу битен чекор во зачувување на разбојот како машина која што порано во секое семејство буквално имало, а сега за жал е останати се многу малку или многу малку се користат во домовите. И како во Македонија е сменето, ако порано ткаеле жените, сега повеќе ткаат мажите, ама буквално дека повеќе се машки кои што работат од дома, меѓутоа се уште ги изработуваат народните носи. Со оглед на тоа што спомена дека имаш околу 90 народни носи во твојата колекција, имаш ли некоја цел во однос на бројката? Дали ве за оваа 2026 година имаш веќе никакви планови таа да се надополни и кои се можеби народните носи кои што би сакал да ги поседуваш, а се уште ги немаш? Многу прашање, искрено немам зацртана бројка која што треба да ја достигнем, едноставно. Никогаш доста од било кој носи, така? Да. Буквално од некој регион имам дури по 10 комплети, не буквално, меѓутоа приближно. Меѓутоа се задржувам да бидат тоа 3 до 4 различни од различни периоди кога е носена носијата или од различни социјални статуси на самата народна носија. Така да кажам дека не сум оформил некоја бројка која што треба да ја достигнем за да прекинем, пошто мислам дека тоа е невозможно. Доколку говориме за тоа која ми била носија која што сакам да ја најдам или да ја комплетирам во 2026, сигурно би биле тоа две носи. Едната е од етнички предел Бојмија, односно Гевгелија, а другата е Мијаци од Крушева. Зошто токму тие? Што е специфично во нив? Зашто двете се буквално преубави, а мијачката носија важи за една од буквално синонимите за македонска убава народна носија. Така да крушевските мијаци се нешто буквално прекрасно и за око, а посебно за колекционер кој што со години истражува да собера таква народна носија.
Дамјан, дали може би планираш некаква модна ревија со народни носи? Бидејќи спомена дека соработуваш и со модни дизајнери и дека правите една убава синергија со тој свет. Така. До сега ревија како ревија, класична ревија не сум имал, меѓутоа имавме 2 настани, односно едниот беше буквално жив музеј, каде што беа прикажани 10 етапи од животот на жената. Второто беше ревија на 5 млади колекционери, се нарекуваше Алки, буквално како Алки да се надополнуваме едни со други. Годинава ќе видиме, имам замислено неколку нови проекти, а и тука можам да кажам дека ми е јубилејна, односно 10 години собирачка дејност. Од 2016 ми се почетоците за колекционерството и планирам да извадам еден каталог кој што ќе биде збогатен со текст, каде што ќе бидат извадени исклучиво парчиња само од мојата колекција. Најдоле ги имаме кошулите, кои што се од различни етнички предели. Сега тука моментално имаме застапено од Овче поле и од Кумановско. Потоа преминуваме кон скутините, односно делот за потемни скутини и пошарени, покитени скутини. Исто тука ги имаме и марамите кои што се носат на глава. И преминуваме во делот за сувенири, исто така делови од народни носи. Тука ги имаме цртаните даскички, ги имаме герданите кои што ги работиме и највеќе се заинтересирани туристите за нив. Чорапчињата, кои што се еден, да кажем, многу убав сувенир, може да се понесе од Македонија, наместо големи чорапи да се понесат мали и многу ги користат за во кола си ги ставаат. Тука ги имаме машките појаси и женските појаси. Позади имаме исто така куклички во народни носи и даски кои што се цртани. И во горниот дел се исто така елементи од народни носи, од крпи за глава, од појаси. И најгоре ги имаме кукличките, кои што буквално секој турист не си заминува без кукличка. Оваа приказна нека биде мотив за секој еден од нас, да не заборавиме на нашата богата традиција, историја и култура, која треба да ја пренесуваме на сегашните и идни генерации.